Господин Османи, благодарам што прифати да бидеш дел од интервјуто за Frontline и Цивил медија. Благодарам на можноста. Интегративниот процес на земјата е на крстопат. Без уставни измени државата не може да чекори напред кон Европската Унија. Како да излеземе од овој политички ќорсокак? Мислам дека членството во Европската Унија прво е наша автохтона политика, која што со консензус е поддржана и од граѓаните и од сите политички партии. Што значи наша е одлуката дали сакаме да продолжиме на тој пат или не. Сме биле свесни од прв ден дека нема да биде лесен пат. Тежок бил за сите држави кои што го поминале патот до членството. За нас се покажа нешто повеќе, потежок отколку за другите, меѓутоа волјата е непоколеблива и на граѓаните и на политичките партии затоа што алтернатива нема. Точно е дека како и во неколку наврати и сега се наоѓаме на крстопат, како што рековте, кога од одлуките што ќе ги донесеме сега ќе зависи дали ќе станеме земја членка за во наредните години или ќе ја изгубиме таа шанса за наредните децении. Во моментот топката е кај нас. Уставните измени се прашањето кое што ќе го откочи процесот, односно ќе го овозможи продолжувањето и сметам дека сите треба да пред граѓаните излеземе и покажеме дали стоиме на нивната волја да станеме членка на Европската Унија или не. Меѓународниот фактор па и домашната јавност веќе не гледа како пречка за евроатлантскиот пат во Софија, туку гледа во Скопје. Тоа го гледа како натрешна блокада. Дали е Мицковски и ВМРО ДПМН единствената пречка што е на патот кон Европската Унија? Да имаше сериозна аргументација од страна на опозицијата против уставните измени, навистина таа дебата ќе беше легитимна. Меѓутоа, во услови кога немате аргументи, кога ги менувате ставовите постојано и најважното стратешко прашање на државата го калкулирате само низ призма на наредните избори, тоа не е начинот на кој што се носи земјата во Европската Унија. Најважната работа што ја научија земјите кои што станаа членки, например прашањето на Хрватска, е дали политичките партии, независно дали во опозиција или во власта, постигнале договор дека за прашања на Европската Унија, на членството во Европската Унија нема да има партиско-политички разлики, бидејќи тој пат е долг, ги надминува мандатите на една политичка влада и мора да има таков еден договор помеѓу сите политички партии. За жал, опозицијата го прави спротивното од сите научени лекции од земјите кои што веќе станаа земји членки. Целосно ја партизира агендата, целосно ја става европската перспектива на државата во функција на изборите, наредните избори во државата. Освен бугарски диктат, под бугарски диктат, Мицковски не дава друга алтернатива како тој би го решил проблемот, односно спорот. Од друга страна, уставните измени се дел од преговарачката рамка, односно францускиот предлог. Дали ова е навреда или диктат, така наречен диктат и францускиот предлог? Дали го навредува француската дипломатија со тоа? Видете, во односите со Бугарија има две траектории. Историско-идентитетската дебата, која што ние ја одбивме во процесот на преговори, и прашањето на малцинските и човековите права на бугарската заедница овде. Иако имаше обид целиот фокус во дискурсот со Бугарија да се стави на овој историски идентитетски корпус на прашања, ние успеавме не само да направиме такво поместување, туку и да ја убедиме Европската Унија дека целиот дискурс со Бугарија ќе се става во низ призмата на малцинските и човековите права. Уставните измени се парадигма на
тие малцински и човекови права. Што значи дека уставните измени беа наш начин како да излеземе од ова историско-идентитетска група на спорни прашања со Република Бугарија. И доколку не ги направиме уставните измени, кои беа на наша иницијатива, ние тогаш оставаме простор повторно дискурсот да се врати на претходните прашања. И тоа не е наш интерес. И затоа е некогаш сомнително целата иницијатива, целиот овој отпор кон уставните измени, бидејќи е спротивно на државните и националните интереси и посебно интересите на македонците, одбивањето на отпорот кон уставните измени. Освен доколку нема некоја друга намера, но сепак јас мислам дека единствената причина е затоа што све се калкулирани с призмата на изборите. Они гледаат дека граѓаните имаат одредени фрустрации кои што се со право фрустрации заради тешкиот пат низ кој што поминавме и се обидуваат да ја злоупотребат емоцијата на граѓаните и да ја претворат во гласови, за да утре повторно се да ги имплементираат истите одредби, меѓутоа од нивна позиција на власт. Но тоа граѓаните го препознаваат и нема да го добијат. А што би промениле доколку имаме избори? Они не може да сменат ништо од преговарачката рамка. Преговарачката рамка е усвоена од 27 земји членки и таа не може да се промени. Но преговарачката рамка е компромис кој што сме го прифатиле затоа што сметавме дека е во наш интерес тоа што овие историски, идентитетски и прво прашањето на јазикот се утврди како конечно решение без никакви додавки. Потоа прашањето, историските прашања не влегува во делот на преговарачката рамка за кој што има писмен извештај од Европската комисија, за кој се гласа во Европскиот совет, туку влегува само малцинските права и човековите права. Значи уставни измени и акцијски план за малцинства. Тоа е наше свесно поместување на тежиштето на процесот во поле каде што нас ни одговара. Затоа што ние сме најдобри во човековите права, ние сме најдобри во колективните права и сакаме да играме на терен каде што ние сме најдобри, а не на терен каде што нема објективна проценка и фактот дека сме во асиметрична позиција, они во ЕУ, ние надвор, секако ние ќе бидеме оштетени од тој процес. Значи, или опозицијата не го разбира ова прашање, или единствено желбата за власт и мок ги има заслепено, па прават голема штета на интересите на граѓаните и на државата. Евентуалниот неуспех на уставните измени, дали би можел да влијае врз безбедноста на државата? Видете, прашањето на безбедноста е завршено со членството во НАТО. Затоа ни беше толку важно членството во НАТО. Еве, вие гледате не само овие внатрешни тука динамики и регионалните динамики, ние ги следиме од многу релаксирачка позиција. Порано, пред неколку години, да се случеше било какво инцидент некаде во регионот, во Босна и Херцеговина, во Косово, во Србија, тука имаше вознемиреност како ќе се рефлектира кај нас. Сега се случуваат и ние ги гледаме од позиција како да им помогнеме. Затоа што ние сме сега контрибутори на стабилноста, а не сме консументи на стабилност. И од тука безбедноста е прашање кое што е решено и завршено. Оваа држава ќе биде во мир, во стабилност со години и децени. Прашањето е дали ќе има просперитет, дали ќе има прогрес, дали ќе можеме да ги задржиме луѓето овде, кои што бегаат заради тоа што бараат европска перспектива, дали ќе може владењето на правото да го задржиме и да го унапредиме, дали меѓуетничките односи ќе може да ги задржиме во една хармонична во една хармонија, добрососедските односи. Значи во тој контекст може да има последици. Меѓутоа има протерано од државата неколку руски дипломати. Дали во тој дел, ако не успеат уставните измени, руските апетити за влијание и за дезинформации може да земат замах? Видете, Руската Федерација не може да е алтернатива на Европската Унија, затоа што не може да нуди алтернатива. Сте видели ли некој да оди да работи или да бара школување во Руската Федерација? Сите одат во Европската Унија, затоа што ние сме еден ист систем на вредности. Ние географски,
културолошки, економски, историски припаѓаме на оваа семејство на вредности на Европската унија. Тоа што некој може да злоупотреби е фрустрациите од овој тежок процес, за да постојано држи некои латентни тензии и така на тие тензии да се обиде да искористи и да манифестира некое влијание. И тоа го гледаме ние постојано. Го гледаме преку обиди за анти-НАТО пропаганда, за анти-ЕУ пропаганда, за нарушување на меѓуетничките односи. За жал, некои елементи во опозицијата се сериозно навлезени како инструменти на таа пропаганда, така една партија која што веќе станува инструмент но за жал ова однесување на опозицијата исто така веќе влегува во функција на едно такво нарушување. Преседавате и со ОПСЕ. Војната во Украина има и геополитички индиректни, значи, влијанија. Дали украинската војна, односно војната Русија-Украина може да има влијание врз безбедноста на нашиот регион, односно Западниот Балкан? Видете, руската агресија во Украина ја има нарушено безбедносната архитектура на која што почиваше мирот во последните 75 години од Втората светска војна. И се разбира, има создадено, има нарушено со тоа и безбедноста, не само во Европа, туку и пошироко. Се разбира дека во таквите услови најранливите подрачја се поекспонирани на можни дестабилизации. Во регионот на Западен Балкан, прво во целина, со фактот што не е дел од Европската унија, е ранлив сам по себе. Фактот што има отворени, се уште нерешени прашања, како што е прашањето на Дејтонскиот договор во Босна и Херцеговина, на отворениот спор, ако можам да кажам, помеѓу Србија и Косово, го прави регионот ранлив. Фактот што постојано има одредени прокси инсталации овде во регионот од други малигни актери, исто така тие може да бидат злоупотребени во функција на таа дестабилизација. Тоа што нас ни дава одреден комфор, ако можам да кажам, е фактот што сме во НАТО. Да не бевме во НАТО, во услови на руска агресија во Украина, јас навистина не знам. Не знам како би се справиле со целата анксиозност што би ја имале и како држава и како граѓани. Меѓутоа, фактот што сме членка на НАТО, ние сега не мислиме на нас, ние мислиме како да им помогнеме на Украина. И затоа сме еден од најголемите поддржувачи на Украина во било каква форма. Затоа сме во Латвија со војска, затоа сме во Бугарија и Романија со војска, во Косово, во Ирак, во Мали, затоа што сме веќе меѓународен играч кој што придонесува за мирот во светот, а тоа може да го проектирате само во услови кога сте ја обезбедиле стабилноста дома, а НАТО е гаранција за стабилност. Господин Османи, да се вратиме пак кај уставните измени. Дали очекуваш некаков договор помеѓу власта и опозиција по теркот на Пржинскиот договор, уставните измени да поминат, а третата фаза на изгласување да биде во наредна влада, односно по наредните избори? Без разлика тие дали ќе ги договарате предвремени или редовни да бидат. Зависи што подразбираме под Пржински договор. Ако под Пржински договор подразбираме договор меѓу партиите од власта и опозицијата, ние мора да сватиме дека целиот процес на преговори со Европската унија мора да помине низ таков начин на Пржински договор. Мора да оди со договор помеѓу власта и опозицијата за сите реформски прашања. Додека не сватиме дека членството во Европската унија бара компромис и консензус помеѓу опозицијата и власта, ние никогаш нема да стигнеме до Европската унија. Ако Пржинскиот договор го гледате низ призма на одредени компромиси кои што беа направени, тука не можам да кажам, но знам дека уставните измени бараат двотретинско мнозинство и бараат поддршка и од страна на опозицијата, и јас сум убеден дека во опозицијата има пратеници кои што прво го разбираат проблемот. Тоа за што зборував на почетокот.
за двете траектории, за историско-идентитетските и за малцинските и човековите права. Има пратеници во ВМРО ДПМН кои што разбираат дека ако не го задржиме вториот курс, ќе преминеме на првиот курс. Измените во кривичниот законник, владата ги оправда со хармонизација со европското законодавство. Опозицијата присуствуваше на гласањето и помина на парламентарна седница. Од друга страна ги критикуваат истите измени. Она што сакам да го прашам во својство на подпредседател на Демократската унија за интеграција. Дали имаше средба Мицковски Ахмети во присуство на дипломатот Ескобар? Поточно, на првата средба бил сам, втората средба во присуството на лидерот Ахмети и побарал гаранции дека ќе ги поддржи измените во кривичниот законник. Не е точно. Немало таква средба. Имаше еден прием во амбасада каде што имаше 100-200 луѓе, каде што беа сите, меѓутоа немаше ниту комуникација помеѓу Ахмети и Мицковски, мислам, освен некое поздравување, така да ова е извлечено од една таков коктел, меѓутоа средба во кое што се разговарало на овие прашања, ви тврдам дека немало. Прашањето на кривичниот законник се објаснети веќе од страна на експертите. Видете, најдобриот одговор е следниот. Вие гледате дека има слаба доверба во судството. Во услови на таков кривичен законник. Значи, очигледно не бевме задоволни со владењето на правото со тоа решение, бидејќи беше ригиден, бидејќи овозможуваше како да кажам, нерешавање на предметите и прашањата со години и години, не беше флексибилен, не се посветуваше, не ставаше фокус на конфискацијата на имот и ние имаме таква состојба во која што се сите незадоволни од владењето на правото поради тоа законско решение. Сега, кога се менува тоа законско решение, истите што се незадоволни од резултатите се жалат на законските измени. Јас мислам дека токму причината за измените на кривичниот законник е незадоволството од како се имплементира владењето на правото, посебно во делот на така наречената висока корупција. Мислам дека со овие измени системот е направен пофлексибилен, подинамичен, со пократки рокови, за да можат судиите да донесат одлука веднаш, а да не ги влечат случаите и да ставаат фокус на конфискацијата на имотот, бидејќи на крај граѓаните сакаат имотот да го вратат во државата, а не драконските казни кои што поради тоа што не беа флексибилни и не се имплементира и не се извршува и поради тоа имавме такво незадоволство во однос на владењето на правото. Лидерот на ДУИ од поодамна ја почна иницијативата Фронт за Европа. Дали е тоа веќе официализирано? Видете, јас мислам дека како никогаш до сега општеството е поларизирано по однос на едно прашање. Европската перспектива. Значи, веќе имате граѓани, политички партии кои што јасно велат не можеме без Европската унија. Едноставно сме премногу мали, премногу зависни, премногу ранливи без тој голем систем што го нуди Европската унија. И тоа не сме го констатирали ние, го констатирале многу поголеми држави во Европската унија. Една Романија, од денот кога е станата земја членка, 8 пати има зголемено GDP. Тоа значи 8 пати стандард на граѓаните во овие години. Значи сите разбираме дека во овој континент не можеме сами. И имате политички партии кои што упорно го кочат тој процес. И затоа сметам дека треба пред граѓаните да излеземе со јасна порака. Дали поддржувате политички структури кои што сакаат државата да биде членка на Европската унија или тие што сметаат дека треба да има алтернативни структури од типот на средбата на рускиот председател со севернокорејскиот председател. И таму се зацртува една нова алтернатива на Европската унија. И затоа сметаме дека сега е време сите политички партии кои што се
залагаат за Европска Унија да бидат во делот на тој Европски фронт, останатите нека си направат свој фронт, па да излеземе пред граѓаните и да бираат граѓаните дали сакаат Европска Унија или ја сакаат таа коалиција која што се сретна скоро во Русија. Европски фронт со СДСМ, ДУИ, Алијанса и останатите од владината коалиција или Европски фронт, ДУИ, Алијанса и останатите помали партии во наредните парламентарни избори? За сега, значи на државно ниво, координацијата е на сите политички партии, независно од етничка, било каква припадност. Важно е дали они се залагаат за членство во Европската Унија или не. Се разбира дека на ниво на партија работиме со албанските политички партии во моментот, кои што се залагаат за Европска Унија, за создавање на тој фронт, а се разбира како ќе се ближат изборите, тогаш ќе се прошири или евентуално ќе се разговара и со други партии. И за крај, до година се председателските избори. Дали фронтот за Европа може да има свој кандидат? Па мислам дека тоа веќе го имавме на минатите избори. Актуелниот председател е заеднички кандидат на СДСМ и на ДУИ, што е еден преседан кој што навистина многу држави го посакуваат. А тоа е двете најголеми етнички заедници да имаат заеднички кандидат за председател. Ние можеме тоа да го подцениме, но тоа е навистина најголемото постигнување на едно мултиетничко општество. И мислам дека тоа се покажа како добар пример и не исклучувам тоа да се повтори. Благодарам. Благодарам на вас.